И сега одиме со алатката Class Library, односно библиотеката на нашето одделение. Односно тука ќе се наоѓаат сите фајлови кои што сме ги споделиле, односно кои што вие сте ги споделувале. Тука можете да додавате, да бришете фајлови. Тука лево имаме 3 помали копчиња на кои што можете да додадете фолдер и да го впишете името на фолдерот. И да аплодирате фајлови во тој фолдер, да го смените името на фолдерот или да го избришете фолдерот. Class Library кај вас ќе биде празно поведо, можете да додавате фајлови, да ги кликнете на копчето Upload и да изберете од вашиот компјутер. Можете да се изберете од вашите фајлови, што веќе постојат. И тука ќе се наоѓаат повеќе фајловите. Excel документи, фотографии, текстуални документи и така натаму. На секој од овие фајлови ќе имате по нека опција за да ги симнете на вашиот компјутер, да ги копирате или да ги избришете. Исто така имате опции тука за повеќе, доколку сакате повеќе од нив, ги селектирате сите или само неколку од нив и да изберете опција за да ги избришете. Кога ќе се вратите на courses, имате овие три иконки лево. Едната од нив е доста интересна, таа е календар, каде што можете да ги разгледате сите активности за кои што сте ги предвиделе за во иднина. Во календарот по месец, недела или ден. Во денот, во колку часот. Можете да изберете друг датум и така натаму. Можете и да додадете нов настан со свое време, датум, време на завршување, наслов, објаснување и тип на настан, односно дали ќе биде приватен настан, задолжителен, задолжителен одделение, задолжителен група, незадолжителен за одделението, незадолжителен за групата. Доколку е приватен настан, нема да имате повеќе опции, освен тие претходно што ги кажавме, да прикачите файл, да најдете од ваши фајлови или линк, но доколку избереме задолжително или не за одделението, задолжително или не за групата, тогаш ќе имаме повеќе опции. Задолжително за одделението, например, и тука можеме ни се отворена нова опција и тука можеме да избереме за кое одделение. Browse и избираме за кое одделение. Можеме да избереме за 6-тоа, а можеме и за цело ликовно одделение или цел некој друг предмет. Сега ќе избереме само за 6-тоа одделение. Снимаме и запишуваме наслов, објаснување, до кој датум треба да се заврши и до колку часот. И го имаме креирано нашето случување. Време да видиме дали во 6-тоа, каде што креиравме тој евент, дали на десната страна, како што рековме, ги имаме сите тие закажани случувања. И заприметуваме дека на десната страна имаме во иднина, закажан тест, за кога, тука пишува за утре, нашиот евент кој што сега го креиравме, од
ценувањето на стратежите, кои што го закажавме. И секако, нели, ова копче можете да оставите во овен.